Интач со доктор Чарлс Стенли, споделување на Евангелието низ целиот свет. Следно на програмата на Интач, повик за покаяние. Колку пати си отишел пред Бога, исповедувајќи ја истата стара работа повторно и повторно, и колку пати си му кажал колку се каеш, и колку пати покрај тоа што си му кажал колку се каеш, си рекол дека веќе нема да го правиш тоа, и колку пати си му кажал дека нема да го правиш тоа повеќе, сепак си имал предпоставка длабоко во себе дека пак ќе го направиш. Велиш, знаеш, јас имам покајувано и некако едноставно не можам да извојувам победа над ова нешто во мојот живот. А зар Библијата не вели, ако ги исповедаме своите греови, тој е верен и праведен да ни ги прости и да не очисти од секоја неправедност. Зошто немам победа над ова нешто во мојот живот? Тоа е нештото за кое сакам да зборувам во оваа порака која е насловена Повик за покаяние. Сега, ако некој ве праша, што е покаяние? Како би го дефинирале тоа? Ке видиме за момент. Би сакал да свртите во Лука 24 глава, последната глава од Лука, и во оваа 24 глава во последниот дел, започнувајќи од стих 44. Исус им дава завршни зборови на своите ученици и во тој процес им кажува точно какво треба да биде пораката, бидејќи тие треба да одат и да го споделат она кое го слушале од него, оној кое го виделе и да посведочат. Така, еве што тој вели започнувајќи од стих 44. И им рече, тоа се зборовите што ви ги зборував уште додека бев со вас, дека треба да се исполни се што е напишано за мене во Мојсиевиот закон, во пророците и во псалмите. Тогаш им го отвори умот за да ги разберат писмата и им рече, така е напишано дека Христос треба да пострада и да воскресне од мртвите во третиот ден и да биде проповедано во негово име покаяние и прошка на гревовите на сите народи, почнувајќи од Ерусалим. Вие сте сведоци на тоа, а еве, јас ќе го испратам на вас ветувањето на мојот татко, а вие останете во градот додека не се облечете во сила од озгора. Тој рече дека пораката која имате е покаяние за прошка на гревовите и Светиот Дух ќе биде во вас, со вас и над вас и ќе ве оспособи да го извршите тоа и да го извршите добро. Сега, зашто зборува Библијата кога зборува за покаяние? Постојат две основни зборови во Новиот Завет за покаяние, но во суштина еве што значи. Тоа значи осознавање на мојот грев кој вклучува божествена тага за тој грев и заветување од мене дека ќе ја променам насоката. Тоа значи дека покаянието е многу повеќе од самото чувство на тага за мојот грев. Покаянието е повеќе отколку да жалам за мојот грев. Покаянието е многу повеќе од само чувство на вина бидејќи сум грешил против Бог. Навистина има многу повеќе во покаянието од чувствата кои ние ги имаме. Например, некоја личност може да се чувствува многу лошо за својот грев затоа што ги открила последиците од истиот. Тие може да се чувствуваат виновно за својот грев бидејќи некој друг дознал за него. Тие може да се чувствуваат доста тажно за својот грев, заради себичност, за тоа какви чувства им донело и каква слика прикажало за нив. Затоа, кога некој ќе рече дека покаянието е чувство на вина за извршениот грев, тоа не е точно. Покаянието е жалење за гревот, но не е. Покаянието е мачно заради извршениот грев, не е. Сите тие нешта се дел од покаянието, но тоа не е суштината на покаянието. Во Стариот Завет, еврејскиот збор за покаяние е пресврт. Кога човек се кае за својот грев, тој доживува промена на мислење. Тоа ќе даде резултат на промената насока, променето однесување, променет став во неговиот живот. Инаку, што всушност би значило покаянието? Тоа не значи само мака, вина, каење за нешто кое јас и ти сме го направиле. Сега има многу аспекти од она за кое ќе зборуваме за неколку моменти, но самиот збор значи да се свртиш. Тоа е промена на мислење. Кога една личност на вистина се предомисли за Христос, за својот грев, за својот живот, ако имаат вистинска промена во умот, промена во срцето, увидувајќи дека гревот е против Бог, против себе, нешто што ќе се случи во нивниот живот. Така, кога тој вели дека ние треба да го проповедаме покаянието, бидејќи Бог сака да бидеме таму за да носиме промена во животите на луѓето, затоа што животот во грев, во непокорност, во бунтовност, тоа е начин на уништување и Бог ги знае последиците од гревот, сите последици од гревот. Значи, покаянието е промена
промена на мислите, промена на срцето кој ќе резултира во променето однесување и став. И една од основните причини зошто луѓето не извојуваат победа над гревот, тие се враќаат при Бог повторно и повторно со истиот стар грев, заради простата причина дека нивното покаяние е нецелосно. Тоа не е целосно покаяние. Сега, она кое сакам да го направиме е да го погледнеме местото на покаяние во животот на човек кој не е христијанин. Какво место има покаянието во животот на личност која не е христијанин? И потоа, какво место има во животот на верникот? Па ние видовме на самиот почеток дека кога Јован проповедаше, тој проповедаше: покајте се зошто наближи Царството небесно. Исус дојде и го проповедаше истото нешто. Павле рече: Бог побара сите луѓе на секаде да се покајат. Исус рече: јас дојдов не за да ги повикам праведните, туку грешните за да се покајат. Зошто тој не спомна спасение? Зошто не спомна вера, бидејќи тие ги користеле двата термини како синоними, односно кога Исус рекол дека тој дошол за да ги повика грешниците на покаяние, а не праведните, на што ги повикува? На промена во животот, спасение за прошка на нивните гревови. И така, тие два термини често се употребуваат како заменки за да значат покаяние, кое што е во спасението, но не секогаш е тоа. Така, го читате во контекст на тоа што го зборувал и она кој сакал да го каже со тоа. Сега, кога размислувате за тоа, некој вели: па сега, јас знам дека тој го употребил тоа за спасение, но што е со прашањето на вера? Или што е со сите стихови во Библијата кои велат дека сме спасени преку вера? Покаянието не е ни спомнато, како на пример во посланието на Јован. Зборот покаяние не се ни наоѓа таму. Зошто не? Заради едноставна причина, што тие разбрале дека верата и покаянието одат рака под рака. Со други зборови, ако имаш искрена вера, ќе имаш искрено покаяние. Сега видете го ова. Например, кога Библијата вели: верувај во Господ Исус Христос и ќе бидеш спасен. Тоа го рекол апостол Павле на затвореникот во Филипи, кога овој го прашал: што треба да направам за да бидам спасен? Верувај во Господ Исус Христос и ќе бидеш спасен. Тој можел да рече: верувај и покај се. Но во умот на апостол Павле, тие две нешта биле толку многу испреплетени, тој не ни можел да го замисли одвоено. И проблемот овде бил да се стави вербата на овој човек во Господ Исус Христос. Сега, јас ќе ви покажам зошто. За момент. Јован, например, пишува: зошто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот еднороден син? Та секој верува во него, да не загине, за да прими вечен живот. Зошто тој не рекол: верувај и покај се? Затоа што во неговиот ум целиот концепт на верба, односно верба и покаяние, се исто како спасение и покаяние. Тие се две страни од иста монета. Например, ајде да речеме дека јас имам денар овде и од едната страна е главата, другата страна е задниот дел. Сега, оваа монета, ако ти ја дадам, ти ја давам цела и ти би ги имал и главата и задниот дел. Не можеш да имаш целосен денар без да имаш и глава и опашка. Ако ти дадам лист од хартија и имам нешто на едната страна, а друго нешто на другата, доколку го земеш листот, ти имаш се. Не можеш да имаш монета без да имаш лик и опашка. Не можеш да имаш спасение без вера и покаяние. И така, верата и покаянието одат рака под рака. Тие не правеле разлика помеѓу тие две, бидејќи и во нивниот ум, во нивното размислување, целиот концепт е дека ја полагаш својата вера во Исус Христос и нешто ќе се случи во твојот животен стил. Такаво е и крштевањето. Зошто служи тоа? Крштевањето не ја спасува личноста, но тоа е символ за нешто. Што? Дека ти и јас сме умреле за својот поранешен начин на живот и сме погребани во Исус Христос. Односно, сме го положиле својот живот во него и сега сме воскреснати за да чекориме. Библијата вели во новиот живот. Сме доживеале промена и затоа ги потопуваме луѓето, бидејќи потопувањето е најдобриот символ за крштевањето кое го прикажува точно она кое се случува. Умираме за стариот начин на живот, погребани во Христа, воскреснати да чекориме во новоста на животот. Така, кога доаѓаме до нив, што е со вербата и зошто тој не рекол да веруваат и да се покајат истовремено. Внимавајте, ако јас на вистина сум ја поставил мојата вера во Исус Христос, сум признал дека тој е спасител и дека е единствениот, дека мојот грев е против него. Тој ќе биде мој судија еден ден наскоро. Јас ќе положам сметка пред него. Ако јас на вистина разбирам кој е тој, се каам за својот грев и сваќам дека тоа е против него и против себе, ако има искрена верба, ќе има и искрена промена.
Сега, ајде да размислиме за целата идеја за исповедање за моментот. Што всушност значи исповедувањето? Исповедувањето значи, јас го велам истото нешто. Кога ги исповедам своите гревови пред Бог, тоа значи дека јас се согласувам со Него и Неговата перспектива за мојот грев. Тоа значи дека јас го велам истото нешто за гревот што го вели и тој. Сега видете го ова. Ако искрено исповедање значи дека јас го велам истото нешто кое Бог го вели за мојот грев, јас го размислувам истото нешто кое Бог го мисли за мојот грев. Јас го гледам на истиот начин на кој Бог го гледа. Ако е искрено исповедање, тогаш мора да содржи елемент на покаяние во себе. Бидејќи ако јас го гледам на истиот начин на кој тој го гледа, ова е начинот на кој тој го гледа. Погрешно е, оди против Бог, против мене, има разочарувачки или непријатни последици. И затоа, начинот на кој Бог го гледа е ваков. Тоа е против Бог, против вас. Тоа не се совпаѓа во нашиот живот. Оттргни го. Справи се со тоа. Замини си од тоа. Остави го на страна. Ако јас само дојдам пред Него и речам: Господи, јас сакам да ги исповедам моите гревови и многу да ти се заблагодарам. Ти рече, ако ги исповедам гревовите, ти си праведен и верен само да ми ги простиш. Боже, јас сум разочаран од себе што го направив ова. Во името на Исус, амин. Дали е ова доволно? Не, не е. Бидејќи, слушајте, јас можам да исповедам од перспектива на популарната идеја за исповедањето и да не чувствувам многу вина за тоа, да немам вистинско каење за тоа и само да речам: Господи, ти рече дека ако ги исповедаме гревовите, ти си верен и праведен да ни ги простиш, да не очистиш од секоја неправедност. Јас го исповедам ова. Господи, сакам да ти се заблагодарам дека ми е простено во името на Исус. Тоа не стигна ни до ниво на срцето. Знаете, има повеќе во исповедувањето од само информирање на Бог за она кое си го направил. Запомни, тоа значи да се согласиш. Да исповедаш нешто значи да се согласиш со тоа. Така, ако јас се сложам со Бог за мојот грев и дојдам пред Него да се исповедам, ако јас разбирам што значи исповедувањето и се согласам со Него за тоа, тој го мрази гревот. Го мрази заради неговите последици. Тој сака да го отстрани од мојот живот. Го мрази. Тоа не се вклопува со оние кои сме како верници. Тој грев беше против Него и против нас самите. Сега кога јас доаѓам при Него и се исповедам и се согласам со Него: Боже, ова беше против Тебе, ова беше против мене, ова го нажалости Твојот свет дух, ова не ми прилега, Ти не го сакаш ова во мојот живот. Тогаш јас ќе донесам искрена одлука да се свртам од тоа, бидејќи тоа значи вистинско покаяние. Целосното покаяние не значи да се чувствуваш лошо за тоа, затоа што си бил фатен, не затоа што те посрамиле или бидејќи на некој друг не му се допаѓа тоа. Искреното покаяние е исповедање, кое значи согласување со Бог за неговиот став и перспектива. Согласување со Него кое носи одлука дека му вртам грб на нешто, си заминувам од Него и ја земам одговорноста преку силата на Светиот Дух да го оттргнам тоа од мојот живот. Токму тоа е вистинското исповедање. И затоа, како верници, кога било каков грев ни влезе во животот, ние треба да се покаеме за него. И така, мислам дека многу често сме го употребиле тој збор исповедање како многу нежен, свилен збор кој не убедува, од прилика волку длабок. Па знаеш, јас се разочарав од себе, со други зборови, ние велиме: О Боже, јас знам дека те разочарав. Не можеш да го разочараш Бог. Тој го знае минатото, сегашноста и иднината. Треба да си има очекувања за да се дојде до разочарување. Така, тој не е разочаран. Натажен? Да. Но она што најмногу го натажува е дека ние доаѓаме при Него и го исповедаме како да е нешто неважно. Гревот е грев во Божите очи. Ти велиш: па дали Бог го гледа секој грев на ист начин? Не, не го гледа. Има гревови кои се полоши од другите во Божите очи, но гревот е грев. И како се справуваш со грев? Се справуваш не само што ќе речеш: Господи, јас го направив повторно и жал ми е и знам дека ми простуваш во името на Исус. Не, јас треба да го видам на начин на кој Бог го гледа. Ако сакам да се согласам со Него, треба да го видам од Негова перспектива. Ке чувствувам нешто многу полошо во моето срце ако го погледнам од Божја гледна точка. Сега велиш: дали ти се повторуваш себе си? Апсолутно, апсолутно, бидејќи ова е клучна причина за многу порази. И луѓето велат: знаеш што, јас се обидувам со години и години да се ослободам од ова. Сум пробувал, сум го исповедал повторно и повторно.
но дали си имаш покаяно за тоа? Односно, дали имаш речено: во името на Господ Исус Христос преку силата на Светиот Дух, јас правам промена. Јас разбирам да се променам. Јас си заминувам од ова. Дали тоа значи дека сатаната ќе те остави сам? Не, не значи. Дали значи дека никогаш повторно нема да доживееш неуспех? Не, не значи. Но ако доживееш неуспех, ти искрено ќе се покаеш бидејќи тоа е против Бог и против тебе. Бог не го сака тоа во твојот живот и ти се свртуваш. И знаете што? Порано или подоцна, веројатно многу порано, со што и да те измачувал сатаната, Бог ќе ти даде победа. И победата на вистина е достапна и може да биде толку инстантна ако ние на вистина сме сериозни со Бог. Но еве го ставот на повеќето луѓе. Сега, Господи, јас знам дека сум слаб. И Боже, јас само сакам да ти се заблагодарам дека ти разбираш дека не сум совршен. Оф, леле, зар не го има слушнато ова веќе? Боже, ти знаеш дека јас не сум совршен. Јас сум како грешник спасен преку благодат. Јас знам дека ти разбираш и јас само сакам да ти се заблагодарам што ми простуваш. Сега, покаянието во животот на неверникот е со цел тој да се спаси. Односно, верата и покаянието е дел од спасителното искуство. Во животот на верникот, слушајте, тоа е со цел да го одржиме правилното заедништво со него. Нема никаква поврзаност со спасението на верникот. И така, бидејќи ние размислуваме за покаянието на неверникот, ние велиме: па тоа го прават неверниците. Не, тоа го прават неверниците во процес на спасение. Ние го одржуваме животот чист и покорен пред Бог. Покаянието е божествено страдање. Јас гледам од негова перспектива, гледам дека ова е против него. Тоа е божествена мака која ме пресведочува за промена. Ти велиш: па зошто не се промениш? Причината зошто луѓето не се минуваат е дека не се чувствуваат доволно лошо. Тие не се пресведочени за стореното, доставно си го објаснуваат, си го оправдуваат. Искреното покаяние ќе произлезе од искрена промена во став, дела, однесување. И како што реков претходно, нема да биде исто во сечи живот. Например, Бог не го пресведочи секој еден од нас за се што сакаше да не пресведочи во одреден момент, токму кога бевме спасени. Што направи тој? Тој не води малку по малку преку Светиот Дух, тој ни покажува што ни припаѓа во нашите животи. Внимавајте, бидејќи ние не сме секогаш подготвени да слушнеме, не дека не сакаме да слушнеме, туку не сме подготвени да слушнеме. И така Бог во својата благодат, љубов, милост, трпение и долго страдање, тој е оној кој го чисти нашиот живот. Зашто се залага Божјата благодат? Божјата благодат е неговата прошка за нас, кои сме верници, кои ние сгрешивме против него. И не секогаш тоа е навика, но нешто кое ти се случува во животот, можеби е искушение или некој едноставно премногу те нервира и се разлутуваш, иако знаеш дека тоа е погрешно, но едноставно си гневен и сакаш да противречеш. Што се случува потоа? Светиот Дух те пресведочува, знаеш дека тоа не е исправно. Ако покаянието е искрено, ти ќе речеш: Боже, жал ми е, ќе се измериш со личноста. Тоа не се вклопува во мојот живот, јас се кајам за тој грев. Боже, јас не го сакам тоа во мојот живот повеќе. Искреното, целосно покаяние не е само промена на став, туку промена на однесување и манири. Ти и јас го имаме правото да очекуваме побожните луѓе да живеат побожен живот, но ние не сме инспектори за плодови. Некој ќе рече дека луѓето не критикуваат, па јас сум само инспектор за плодови за Исус. Не мислам дека постои ниту еден стих во Библијата што тој ни го дал на било кој од нас духовниот дар на инспектор за плод. Тој го вели ова. Тој изјавува многу моќна изјава во 7 глава од Матеј. Слушнете што вели. Тој вели за целата оваа идеја во стих 21. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството небесно, а оној кој ја врши волјата на мојот татко, кој е во небесата. Која е волјата на таткото? Да се верува во Господ Исус Христос како личен спасител. Слушајте, вклучување на покаяние во нивниот живот, промена. Мнозина ќе ми речат во оној ден: Господи, Господи, не пророкуваме ли во Твое име и во Твое име изгонуваме демони и не правиме ли многу чуда во Твое име? Така, кога станува збор за дела, тие се таму.
Тогаш јас ќе им изјавам: никогаш јас не сум ве познавал како мои деца, одете си од мене, вие кои правите беззаконие. Господи, Господи, нели правевме многу неверојатни нешта во Твое име? Јас никогаш не ве познав. Се работи за став на срцето. Ако сакаме да имаме искрено спасение, тоа значи променет став. Инстантната промена е од невера за тоа кој е тој, до вера во него и покаяние толку близо поврзано со него, што не би можел да ги разделиш. Бог е оној кој ги прави промените. И промената се случува во моментот кога ти одиш од невера во вера, во Исус Христос за свој личен спасител. Тоа е првото нешто кое се случува. И така, кое го ставаш на прво место? Промената или верата? Било кој од тие. Имаш две страни од една монета. Имаш верба и покаяние за спасение. Кога се работи за верникот, ти и јас имаме обврска. Ние треба да сме отчетни пред Бог. Имаме обврска пред Бог за животот кој го живееме и покаянието мора да е неопходен дел од нашиот живот. Единственото нешто кое го правиме, еве што се случува. Исповедање без покаяние е еднакво на што? Повеќе и повеќе исповедање, затоа што нема да има промена. Покаянието е она која ја дава моќта во исповедувањето, бидејќи двете се навистина тесно поврзани. Ако тоа е искрено исповедање, ќе вклучува покаяние во себе, промена на ум, промена на срце, промена на однесување. Така, кога некој рече: па знаеш, јас имам исповедано и не знам зошто немам победа. Па дали некогаш си застанал да речеш: Боже, ова не припаѓа во мојот живот. Јас се покајувам за тој грев и преку силата на Светиот Дух избирам овде и сега да си заминам од тоа во мојот живот. Тој вели: па јас не знам дали можам да си заминам. Ти имаш силата на Светиот Дух во тебе, која тоа способува да си заминеш. Сега, слушајте внимателно. Ова е лагата на гревот. Ова е грдата лага на гревот. Сатаната вели: едно нема да ти наштети, 2 нема да ти наштетат, 3 нема да ти наштетат, 4 нема да ти наштетат. Ох, сите прават грешки, се додека конечно тој ланец се има замотано околу тебе и ти доаѓаш да се покаеш пред семоќниот Бог и да доживееш голема мака. Затоа, кога ќе се справиш со тоа, кога гревот ќе навлезе во твојот живот, времето да се справиш со него е токму сега, пред да ти го зграбчи животот и се најдеш себе си во покајаничка позиција. И што се случува? Не трае многу долго, затоа што ти си дозволил сатаната да завземе големо место во твојот живот. Дали Бог може да го скрши тоа? Да, тој може. Дали ќе го направи? Да, секако. Борбата не е дали Бог го може тоа или не. Борбата е дали јас сакам тој да го направи тоа или не. Гледаш личноста која е во некаква навика. Вистината е дека тие многу уживаат во навиката. Таа станала голем дел од нивниот живот. Вистината е дека од една страна велат: Господи, јас не го сакам ова во мојот живот, но длабоко во себе не сакаат да се откажат од тоа. Не сакаш да се откажеш од тоа, тогаш нема искрено покаяние. Мора да има одлука да се справиш со тоа и да си заминеш. Така јас сакам да ве охрабрам, ако никогаш не сте поверувале во Исус Христос како свој личен спасител, а си чекал да си го средиш животот, заборави на тоа. Тоа не е твоја работа. Бог ќе ти го исчисти животот. Ти треба да побараш од Господ Исус Христос да ти ги прости гревовите, препознавајќи дека твојот грев е против Бог и против себе. Дека тој умрел преку својот син Исус на крстот и дека тој го платил твојот долг на грев во целост. Во моментот кога ќе си подготвен да му кажеш: да, јас верувам дека Исус Христос е тој кој вели дека е, ти веќе си променет. Си има случајно моментална промена. Јас го полагам мојот живот во негови раце. Јас му верувам на Исус Христос за прошка на моите гревови. Ти си направил драматична промена во твојот живот и таа промена ќе се покаже инстантно и низ остатокот на твојот живот. Ако си верник и си ги враќал истите нешта назад, повторно и повторно, си клекнувал до својот кревет навечер или си лежал во кревет како и да е, Господи, еве што ти си рекол. 1 Јованова 1:9. Јас го исповедам ова повторно. Боже, зошто немам победа? Бидејќи повеќе од веројатно не си сакал да се соочиш искрено со природата на тој грев, последиците на тој грев и не си чувствувал доволно лошо за тој грев за да си заминеш од истиот. Ти избираш да речеш не на тоа. Ти избираш да го оставиш. Пријателе, ти избираш да го отстраниш и сета Божја моќ е на располагање да ти помогне да го извршиш тоа. Ако бевте благословени од денешната програма, ве молам посетете не на intouch.org.
водејќи ги луѓето ни светот во поголемо заедништво со Исус Христос, изјакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата Интач и овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.